следните минути ќе ги посветиме на зимските спортови. Особено сакаме да потенцираме дека убавите или здрави спортски навики се градат уште во најрана возраст. Ако децата од рана возраст ги научите на одредени работи, навики или спортови, веројатно тоа ќе го практикуваат и во текот на целата година. Во период сме или во ек на зимската сезона, се радувам изминатиот период и на снегот кој што го имаме, а ни не достигаше долг временски период, го немавме ниту во Македонија, ниту на Балканот, па дури би рекла и Европа некако го бараше, но сега кога веќе го имаме треба да го искористиме најдобро што можеме. За тоа како да ги создадеме тие здрави спортски навики кај децата и како децата да ги засакаат зимските спортови, кои што па барем за многумина би рекла важат и за малку поекстремни. Денеска ќе зборуваме со Дино Дамјановски и со Боријан Крстевски, кој што инаку е ски инструктор. Момци, добре ни дојдовте. Добре. Се согласувате дека се поекстремни спортови или тоа е само некое така мнение кај народот? Не, дефинитивно се поекстремни. Планина е во прашање, временски услови, прилики, неприлики, повреди потенцијални. Да. А со планината нема играње? Никако. Особено нели кога имаме и магла и низа други работи што таа знае да си ги донесе, но ајде ќе позборуваме и ќе опфатиме се што треба. Прво, Дино, вие доаѓате од Мондано Winter Camp или зимските камп, Мондано зимски кампови, ако може така да се преведат. Веќе со години наназад организирате зимски кампови, наменети за деца. Прво да прашам впечатокот, како од изминативе години сте задоволни и како сте задоволни од интересот, колку гледате можеби напредок во тоа дека од година во година се повеќе дечиња се заинтересирани да не само зимскиот распуст, бидејќи оваа година немавме снег, меѓутоа да речам останатиот дел од зимата го поминат на снег, на зимска авантура. За среќа по оваа година нашата дестинација што веќе 4 години поред, односно една година не успеавме ради короната, ради пандемијата, значи 5 години веќе сме во Пампорово. Таму имаше снег, само таму и ни се погоди оваа година. За 5 години наназад почнавме со многу помала бројка, сега интересот расте. Луѓето веќе го запознаваат нашето име, нашата организација. Имаме квалитетна екипа што доаѓа стално со нас од професори по физичко и здравствено образование, ски инструктори кои веќе долго време доаѓаат со нас, од кои еден и Боро, и веќе си имаме многу добра соработка, доверба меѓу себе и само квалитетно градиме напред една нови генерации здрави. Да, и една убава работа, една убава. Да, се надевам дека ќе бидете уште многу погорди кога за можеби 10-15 години ќе ги видите како активни спортисти. Боријан спомена и Дино, голем број луѓе сте во екипава. Што значи тоа? Колку ски инструктори? Веројатно што поголем број на заинтересирани деца, толку поголема побарувачки за вас. Да, секако. Сега втората смена, бидејќи по 2 смени го правиме кампов, втората смена имавме преку 130 дечиња скијачи. Ми ги работевме 12 или 13 инструктори бевме. 13 бевме оваа година. И секоја од година во година има поголем интерес и поеќе, многу е убаво. Сега пошто јас сум трета година идам со нив поред и тие што биле пред 3 години, јас имам честа да работам со најмалите, да ги проводуваме што рекам. Вие ме научивте да скијаме, стравот ми го срушивте и па што е првичната бариера? Стравот кој што децата го имаат, иако мислам дека децата немаат стравови за ништо, особено на оваа возраст. Стравот кој што родителите го поставуваат или наметнуваат. Ајде малку околу тоа и околу тоа која е идеалната возраст? Има родители кои што можеби и прерано ги ставаат децата на ски и на борд. Има родители кои што можеби доцнат малку со тоа. Има ли правила во поглед на ова? Вака едно по едно. Основниот проблем, да речеме, основната пречка е непознавањето, односно неидењето на планина. Детето на почеток скијање го учи низ игра. Значи ние си играме, имаме трчање, одење, па со снег се маваме, не постои снег. Не постои страв, пардон. Значи мора да се однесат на планина, да видат дека тоа е една игра и дека е многу интересно и дека е многу убаво и кога ќе го совладаат движењето, тоа е невиден успех. Во поглед на возраста,
Јас сум, например, од 3-4 години на ски ставен, и сум тренирал скијање, сум такмичел и така натаму, али по мене оптимално е од кај 6 години па нагоре, бидејќи фокусот е друг, моториката е друго кај детево. Веројатно перцепцијата е поинаква. Да, бидејќи кога се малечки, например, на 4 години ти му кажуваш, конкретно на прва вежба ние плуг да го научиме, да застане во плуг позиција. Се ти му објаснуваш плуг, го пушташ, он тера, не те песапи. Повозрастниве веќе имаат поише концентрација и слушаат све што треба да прават и има и боле резултати. Дечиња кои што ете доаѓале можеби на 3-4 години, да речам од година во година се дел од овие кампови, веројатно го гледате напредокот кај истите, иако споменати се и на таа возраст, кога можеби не го перцепираат толку многу овој спорт. Меѓутоа, од аспект на, не знам, ти си ски инструктор, така, значи велиш идеална возраст е некаде 6-7 години, што до која возрастна категорија вака генерално работите? Работиме и со дечиња, работиме и со возрастни, значи нема тука граница, од 7 до 77. Добра. Сум работил и со помали, но пак ја повторам, поубаво е со малце кога се повозрастни. Сакам да прашам дали ако после кампот, нели тие 5-6 денови колку остануваат таму на снег, немаат потоа да речам тренинг, немаат нели друг одмор со своите родители каде што повторно би скијале. Дали се забораваат некои работи или следната година е однова учењето или како што пред малку ми откри за возење со велосипед? Како со велосипед, кога ќе се научи еднашка, не се заборава, значи можеби да ми треба ден-два за да се вратам во истата форма која што сум бил последниот ден од претходната сезона, но секако останува знаењето, особено кај маливе многу е полесно, пошто и поеластични се, кога ќе падне не е толку страшно, нели? Да. Друго е јас голем човек ако паднам, ако се треснам, друго е мало детенце. Не се заборава, секако и има напредок и го следиме напредокот. Баш имаме дечиња кои што пред 3 години имале 3-4 лијанчеви, сега имаат по 6-7, многу се напреднати. Така. Како се справувате со родители кои што се скептични, ете, можеби едино ти си дел од целава организација изминативе години, затоа што велиме стравот не е кај децата, најчесто е кај родителите кои што спречуваат многу работи или им овозможуваат многу работи на своите деца. Во принцип, родителите се кога ќе го пратат детето на скијање, мислат дека можеби некојаш биле со него и го пуштиле по стаза и одма се скептични, добивам повици зашто моево дете е сега со почетниците. Самите инструктори одлучуваат кој е дете во која група и среќа имаме таа можност и таа бројка и тој тим на ски инструктори од 13 да направиме ние поголем број на левели на скијање и самите инструктори си ги бираат децата кој каде треба да припадне. И сега нивна работа и ние имаме преголема доверба, како ќе кажат ски инструкторите, ние оставаме таа работа на страна на нив, дека тоа дете стварно треба да ги научи основните работи, не е само за да се спушти по стазата. И после поминати 1-2 дена сваќаат и родителите дека добиваат нешто што е правилно и на крајот од тие 4 дена можеби се малку, сепак тоа е што можеме максимум да го направиме во една година, толку ни дозволува и распустот, ама децата навистина учат да скијаат и после тоа мислам дека се сите задоволни. Првиот пат се изнесуваат барем на вистински пат, ако ништо друго, да. Значи имаме ние од почетници што прв пат стапнуваат, од некои што стапнали што мислат дека знаат, а сепак не знаат, и има дечиња што стварно се квалитетни и што доаѓаат таму за да напреднат и да научат нешто повеќе, каде што и самите не си го знаат талентот, па екипата инструктори може да им укаже и малце да ги окуражи за понатака да продолжат во тој спорт. Сега само да додадам, извини. Значи нели спомнавме како они понатака би продолжиле да бидат активни на тој начин и да се запознаваат ако само доаѓаат еднаш годишно на тој камп. Затоа ние планираме нешто ново да направиме, каде што и преку целата година би ги ангажирале и сите овие деца да ги екипираме да се дружат и понатака
и со разни вежбички каде што нормално не можеме да имаме снег преку целата година, меѓутоа со дружење со мулти спортски активности, они пак би ги развивале тие моторички способности и би биле тука присутни и ајде да кажам Би работеле на преку она што заедно со инструкторите, да, би работеле на работеле. она што така. претходно го стекнале. Сакаш да кажеш дека најавувате некои нови активности кои што ќе ги реализирате Значи, на неделно ниво? Основавме академија каде што ќе имаат преку целата година 2 пати неделно тренинзи. Таа академија ќе почне од март и каде што ќе си имаме Сега зборуваме за зимски да. спортови, да не не сатат погрешно гледачите, така, затоа така. што велиш од март, затоа што тренинзите се особено важни во текот на целата година. Точно. Тие деца ќе бидат тука, ќе се работи претежно околу скијањето, сепак ќе си ги работат и тие моторички способности, ќе си ги развиваат и ќе си бидат заедно со инструкторите. Уште една работа каде што нели ние можеме да им понудиме на децата е викенд скијање. Сега е тоа ново нешто што одамна не се случило, можеби порано некој го организирал. Значи за викенд скијање ќе има еднодневно скијање на релација Скопје, Маврово и назад, каде што децата Маврово ќе биде локацијата. Маврово ќе биде локацијата, каде што нашата екипа инструктори ќе бидат таму, ќе ги преземат децата ќе скијаат еден ден, ќе имаат ски карта, ќе имаат опрема и ќе се вратат назад и така за некои родители што им е потешко да се одлучат, нели да ги пуштат на 4 или 5 дена, има и помали Или на дечиња. подалечна дестинација, На подалечна може да го добијат тоа сега за еднодневно скијање во Маврово. Супер идеја. Тоа ќе почне од овој викенд, ми спомена? Од овој викенд сега во сабота ни е прв пат. Од утре, значи. Што ќе го организираме утре, да. Да се искористи снегот, дур го имаме. Ќе го имаме. Ќе го имаме? Да, сега доаѓа и Ајде, студ, Боријан. ќе го држи снегот, Ќе го држи добре, снегот. ладното. Да, што значат идеални услови за скијачите, за бордирите? И дали учевте сега само скијање или и бордање? Оставате избор на Јас сум децата? со скиите, ски инструктор сум, инаку имаме и за сноуборд инструктори. Моментално немаше некој интерес, дали еден, двајца бордери имаше вкупно, ама тие веќе знаат, Значи, така сепак да интересот е поголем скија за со нас. Да. скијањето. А што е подобро? Ти си бордал, имаш бордан или само скијаш? Некаков обид мини, ама јас сум со скиеве скроз, да, цел Викаат живот. традиција, она знаеш, вистинското е на скии да си. Јас верувам во тоа. По-авантуристичко можеби на борд. Убаво е секако. Да. Се на верувам. планина убаво. Дали пак се сведува на она дека може да си талентиран, ама талентот е 1%, а си останато е многу работа? Дефинитивно. И во овој спорт? Дефинитивно. Знаеш, ние сме инструктори, значи не сме тренери да ги правиме профи тркачи. Така. Него нашата работа научите на огромен основите. дел е педагошкиот пристап. Значи мора да имаме трпение, да знаеме како да работиме, они се малечки, нема тоа викање, бркање, нели такви работи не постојат. И треба да се сме френдли, направи им правиме смешки. забава да биде се тоа, Апсолутно. веројатно Значи, уште подобро. како што ви кажав на почетокот, на старт ние си играме. Значи си играме со снегот. За свата дека не е опасно. Да, потенцијално е поопасно, меѓутоа кога знаеме што правиме, нас идејата ни е таа, да ги научиме дека ние имаме контрола врз скиите, а не они врз нас. Така да, кога знаеме што правиме, не постои никаква опасност, односно минимална опасност. Да, видиш, ти си со помладите, оние кои што се со малку повозрасните, дали кога веќе ќе ги научат сите техники, ќе се ослободат, потоа веќе знаат дури приослободени да бидат па да прават и маневри. Како не. Што дури не ги дозволувате, или? Да. Дефинитивно. Многу е јако, не знам дали го имаш тоа видео дадено, кога си пее Лијанче. Го немам, да, го немам. Значи први 2-3 дена девојче да се стега, не може и меѓу смена се опушти, тргна еден ден со колегата и прави видео, вика гледа што сум направил, девојчево се спушта надолу плук и си пее This girl is on fire и си тера. Значи кога е мозокот
Да. Кога си мисли нубаво, си тера, нема страв, нема кочење, страв. нема ништо. Сакав уште едно прашање во однос на снегот и скијањето, затоа што нели годинава и крајот на минатата и почетокот на ова сите некако го баравме снегот. Вилите вас во Пампорово ви се погоди. Не знам дали беше целосно природен или имаше и вештачки. Прашањето ме води кон тоа колку има разлика за почетници ако се скија на вештачки или нема никаква разлика. Не е толку голема разлика, има секако разлика. Поубаво е кога би имале услови да скиеме на природен снег, меѓутоа така диктира Природата. температурава. А за да имаме вештачки снег, принцип го користат за да допална таму кај што немаме, затоа треба да имаме ниски температури, -3, -5, нешто така. А ако ги немат, онда станува вода и понебезбедно. А за снег обичен треба од 5-60 сантима нагоре минимум за да имаме добро скијање. Да, велите добри се прогнозите, ќе биде убаво и наредниот период, мислам убаво за на планина и за скијање и бурдање. Само пред крај, Дино, што значи да се организираат толку многу деца, бидејќи знаеме работата со деца што значи, од една страна е многу забавно, интересно, тие се најискрени, најзабавни, ама од друга страна и се многу тешки за како да се изразам правилно, да не погрешам, да ги сплотиш сите, да биде се онака како што треба. Одговорноста е огромна работа. Точно, пред се, тоа е одговорноста и безбедноста на децата покрај забавата. Нас ни е на прво место, затоа имаме и огромен тим на возрастни луѓе кои се грижат за децата. Ски инструкторите се тие што се грижат на самите стази и покрај тоа што им прават да им биде забавно и интересно, сепак во поголемите ски центри, кога ќе фати викенд, знае да биде многу гужва. Да. И нели сите треба да ги имаат децата на број, да бидат во ред, да бидат како што треба и покрај тоа што треба они да научат, треба да се грижат и за безбедноста. Значи одговорноста е голема, покрај нив нели и останатиот дел од нашиот тим кои што се професори што доаѓаат таму, еве сега имавме 130 скијачи, ама возрастни бевме преку 20 и кусур луѓе кои бевме таму во својство на самите деца. Исто така сме и многу добро поврзани и добро комуницираме, имаме сите радиостаници, во секој момент знаеме кој е, каде, што прави, случува, да. доколку некој дете напредува треба да се префрли во друга група, доколку некој дете сега малце се кочи, се плаши, па треба да се врати малце поназад. И комуникацијата исто така ни е добра, тимот е одличен, кажав и му веруваме на тимот и до сега све си прави во најдобар ред. Боријан, за тебе скијање сезонава ќе има, зборам не работно. Да. Не професионално. Да. Каде? Тука или Па тука. Тука, добро. Тука ми остана. Добре, јас се надевам, фала ви многу момци, се надевам дека ги охрабривме родителите кои што имаат таква некоја скептична бариера за да ги пуштат прво своите дечиња, па и оние најмалите на повеќе денови, нели без мама и тато, а од друга страна да ги ослободат од стравот генерално за ниски температури, за снег и така натаму. Едноставно препуштете се на планината и уживете. Фала ви што ни ја доловивте ова убава зимска приказна која што вие живеете постојано. Благодарам на поканата.